Послание на апостол Павле до Колосијаните, 1 глава. Павле, по волјата Божија, апостол на Исус Христос, и братот Тимотеј, до светиите и верните браќа во Исус Христос, што се во Колоси. Благодат вам и мир од Бога, нашиот Отец и Господ Христос. Му благодариме на Бога и Отецот на нашиот Господ Исус Христос, секогаш кога се молиме за вас, бидејќи слушнавме за вашата вера во Христос Исус и за љубовта ваша, која ја имате кон сите светии, поради надежта која се чува за вас на небесата, за која порано сте слушнале од Словото на вистината, Евангелието, кое е во вас, како и во целиот свет и принесува плод и расте, како и меѓу вас од оној ден кога ја чувте и познавте Божјата благодат во вистината. Како што и научивте од Епафрас, нашиот возлюбен соработник, кој е верен служител Христов заради вас и кој не извести за вашата љубов во духот. Затоа и ние, од оној ден кога го чувме тоа, непрестано се молиме и сакаме да се исполните со познание на неговата волја во секоја мудрост и духовно разбирање, да постапувате достојно за Бога, угодувајќи му во се, принесувајќи плод во секое добро дело и да растете во познанието на Бога, укрепувајќи се со секаква сила преку неговата славна моќ за секаква трпеливост и великодушност со радост, благодарејќи му на Бога и Отецот, кој не направи способни да учествуваме во наследството на светиите во светлината. Не избави од власта на темнината и не воведе во царството на својот возлюбен син, во кого имаме откуп преку крвта негова и простување на гревовите. Тој е слика на невидливиот Бог, првороден пред секое создание, бидејќи преку него е создадено се што е на небесата и што е на земјата, видливо и невидливо, било престоли, било господства, било началства, било власти, се е преку него и за него создадено. Тој е пред се и се во него стои. И тој е глава на телото, односно на црквата. Тој е почеток, првороден од мртвите, за да има првенство во се, бидејќи во него благоволи Отецот да ја насели сета полнота и преку него да измери се со себе или земно или небесно, творејќи мир со крвта на неговиот крст. И вас, кои некогаш бевте отуѓени од Бога и непријатели поради помислите кон лоши дела, сега ве прими во телото на неговото тело, преку неговата смрт, за да ве представи пред себе свети, непорочни и без вина. Само ако останете во верата тврди и непоколебливи и бидете неотклонливи од надежта на Евангелието, што го чувте, кое е проповедано на секое поднебесно создание и кому што јас, Павле, му станав слуга. Сега се радувам во своите страдања за вас и го пополнувам недостигот од Христовите маки во моето тело за телото негово, кое е црквата. Не заистанав служител по Божја наредба што ми е наложена мене за вас, за да го исполнам Словото Божјо. Тајната скриена од векови и родови, а сега откриена на неговите светии, на кои Бог пожела да им покаже какво богатство на слава има во таа тајна за незнабожците, односно дека Христос, надежта на славата, е во нас. Него ние го проповедаме, вразумувајќи ги сите луѓе и учејќи ги со сета мудрост, за да го представуваме секој човек совршен во Христос. Затоа се трудам и се борам, зашто неговата сила со голема моќ действува во мене.